Со овие кадри од ракувањето на Обама и Ципрас го започнуваме разговорот. Господин Никовски, благодарам што сте во студиото на телевизија Нова. На почеток, што мислите на што се должи локацијата Грција, како Обама дојде да ја посети Грција сега на крајот на неговиот мандат? 3 држави ќе ги посети Грција, Берлин и Перу. Што мислите, зошто? Видите, одлично прашање. Многу логично тој доди во Берлин и тамо тој ќе се сретне исто така со лидерите на Франција, Шпанија, Велика Британија и Италија. Значи еден мал евроамерикански собир. Прашањето што бара во Грција. Мислам дека има силни аргументи и дека ова се подготвува веќе од прилike година и нешто дена. Минатата година да подсетиме исто така во ноември државниот секретар Кери беше во Атина, а претходно во септември кога беше Генералното собрание на Обединетите нации, Кери се сретна и со Ципрас и со Кодзијас. Јас мислам дека не треба да има дилеми, дека интересот на Обама е концентриран на решавање на проблемот со името. Значи Македонија е главна тема на неговата посета на Атина. Знаете, секој председател на крајот од мандатот сака нешто убаво да направи, да му остане за спомен и да остави некој белег. Во 2008 година Буш точно таа истата линија се обиде Македонија да ја внесе во НАТО, за жал не успеа, не ради Грција, него ради други проблеми. И тоа беше во интерес на Македонија. Сега ова што го прави Обама е на штета и опасно за Македонија, затоа што меѓу Грција и Соединетите американски држави има една нијанса сериозна на разлика како се реши овој проблем. Америка сака, се разбира дека ерга омнес не доаѓа опреди, тоа е нешто надвор од умот, не логично, не е апсолутно реално. А Америка сака да не прекрсти со име за надвор, нели така? Двојна формула некаква. Не двојна формула. Тоа е формула со која де факто ние се прекрстуваме, али жедни ќе не пренесат преку вода и после 2 година, ќе сватиме дека тоа било де факто ерга омнес. Значи, тие не залежуваат со да се смени референцата и да се таа претвори во некој име за надворешна употреба со наша согласност. Референцијата и ни ја наметна во Обединетите нации без наша согласност. Македонија никаш не ја прифати, да нас не обврзува. Али секое име што ќе го прифатиме за надворешна употреба нас не обврзува и после 6 месеци, година, дена, 2 години ќе мораме да менуваме и устав, ќе мораме да менуваме и пасоши, да менуваме сите царински документи, затоа што во светот ќе има друго име за Македонија. Како толкувате ова што воопшто не спомна во изјавите со Ципрас? Обама го премолчи, дури и таа провокација од Павлополос ја премолчи, повторно тој не обвини за иредентизам, Обама си премолчи. Тоа е само нов доказ дека Обама го отвори тоа прашање. Иначе да не го отвараше Обама тоа прашање, грчкиот председател немаше да се осврнува на Македонија и да дава едно ново светло. Ако они зборуваа за НАТО, ако зборуваа за Русија и слично, разбирате, грчкиот председател немаше да оди на нешто што за Америка, мислам, према како што изгледа, така не нешто битно. Значи, во секој случај тоа е само нова потврда дека го отвори тоа прашање, Обама ќе направи се за да успее и да заокружи својот мандат со некакво решение на овој проблем кој им тежи на американците веќе 25 години и да не забораваме. Вашингтон цело време инсистира дури на Грција да и се отпише еден добар дел од долгот. И тоа има, значи, имаат и морков и стап. Значи, со морковот, со таа една понуда и ангажман со кој веројатно ќе убедуваат сега и лидерите во Берлин, да им се отпише еден добар дел од долгот, а Грција за возбрат да го прифати тоа американско решение за името, кое е катастрофално за нас. Велам, тоа е ерго омнес само со некаков одложен ефект. Затоа, велам, значи, не треба да има никаква дилема дека тоа е целта на таа посета, затоа што он освен Берлин ќе оди во Грција, ама грчко-американските односи не заслужуваат такво нешто. Ципрас е некаков голем пријател на Обама, разбирате, така да тоа е апсолутно во рамките на обидот на Обама да го затвори тоа прашање, да остане потоа запатен во историјата. Се прашање, господин Никовски, колкава е неговата реална моќ со оглед на тоа дека е само на 2 месеци пред крајот на неговиот мандат, практично Америка има и нов председател. Прашање колку е моќта негова силна да ја убеди Грција, па и Македонија дека сега треба да се реши ствар. Видите, пред се мислам, не знам дали беше спомнато од вашиот дописник, он носи порака од Трамп за грчките лидери, се разбира и за европските лидери во Берлин. И во тој контекст Русија не може да се третира како до сега.
ние веќе сме сведоци дека Трамп најави некои нови моменти, денеска има вест дека се разговарале Путин и Трамп, така да таа руска димензија на грчките односи со Москва веројатно се е трната на страна и него му останува веројатно само македонското прашање да го на некој начин заокружи. Видите, Америка си Америка. Интересот и на Обама и тоа прашање се реши. Така да тука начелно нема апсолутно никаква разлика меѓу Обама и Трамп, да едно нешто што веќе 25 години тлее и им тежи на американци, затоа што тие што не направија за 25 години да не прекасат и не успеава, многу порази доживеева и сега е тој момент што вели некој наш во земјава, сега му е мајката, нели така, да се тоа прашање затвори и да им олесни на сите. Меѓутоа, за среќа, во Грција тоа многу тешко може да помине, затоа што и да им понудат, не знам, 100% отпишување на долгот, револтот, односно таа нивна индоктринација, таа... Да, па изјавите на Павлополус секојдневно ги повторува, имаше и Каменос вчера декларација нивната партија дека воопшто не прифаќаат Македонија никако да биде спомената во решението. Точно. Така да, за среќа во овој случај, таа грчка тврдоглавост е и во наша корист, бидејќи ако Грција прифати нешто такво, ние би биле во исклучително тешка позиција и кој да победи после изборите на 11 декември, ќе бидеме не жесток отпор, него што се види ќе ни стават нож и од двете страни на грлото, за да не ја прифатиме капитулација. Велам, таа грчка тврдоглавост во ситуација е позитивна, да се надеваме дека ќе издржат, бидејќи ние сме како земја најзаинтересирани да тоа прашање се надмине, меѓутоа не на начин да ние капитулираме. Мислам дека во секој случај и во Грција да не успее тотално Обама, жестокиот притисок е нас ќе продолжи после изборите, да ние бидеме тие што ќе прифаќаме некакво решение такво кое веламе погубно, затоа што зависи како ќе победи, како ќе биде владата, односно изборите, како резултат ќе дадат, ако нема стабилна влада, ако нема сигурен мандатар за владата, тие ќе посегнат со сите мерки да нас не присилат да ние го тоа прифатиме и да ја стават Грција пред некој свршен чин. Така да проблемот и да одбие денеска Грција, што најверојатно ќе се случи, не е решен, туку продолжува и Обама до 20 јануари дека е во офис, дека е на функцијата, мислам дека тој обид да се затвори ова прашање ќе биде број 1 на американската агенда. На крајот сакав да ве прашам што очекувате од новиот американски претседател Трамп, дали можеби некаква промена во однос на внешната политика со тоа и кон прашањето, нели ние што ги имаме спорот со Грција околу името, ако си имал предвид дека претходната администрација на републиканците која беше предводена од Џорџ Буш не призна подуставното име Република Македонија, дали може да очекуваме некакви позитивни ветришта во однос на Македонија од Вашингтон? Видите, прво американската администрација не призна на 5 ноември под уставното име само делумно за меѓусебна комуникација со една единствена цел да не успее референдумот со новата административна поделба и тоа ни го изјавија јавно на Стейт департментот, односно портпаролот нивни Ричард Бачер, тоа го изјави јавно. Значи, затоа го прават да Скопје успее со новата административна поделба. Значи, тоа е една страна од медалот и Америка де факто тоа прашање им тежи. И јас сум длабоко уверен дека нема никаква разлика меѓу републиканците и демократите во однос на Македонија. Тоа не е толку клучно прашање да биде на врвот на нивната агенда, околу Русија да. Значи, мислам дека ќе има нови елементи, нови тонови околу меѓународната политика на Соединетите американски држави. Русија веројатно нема да биде онај ѓавол кој душман кој треба се уништи по сите линии. Меѓутоа да не забораваме она што излезе веќе во јавноста, пораката што ја носи Обама од Трамп во Грција и на европските лидери во Брисел е дека нема да има некои големи промени во однос на НАТО, во однос на односот кон Русија и слично. Тоа е како некаква, да велам, да ги подсмири малце. Веројатно, да бидеме објективни, маневарскиот простор не секој председател во било каде е лимитиран, во Америка особено, затоа што има една цела, да речам, структура која влијае на таа надворешна политика, не може се тоа да го игнорира. Меѓутоа, мислам дека ќе има нови тоналитети, ако успее да се поспостави еден по-жив, по-динамичен и поравноправен контакт со Москва, ќе биде интерес на сите и во тој контекст може и ние да чекаме некои позитивни
промени и позитивни движења, само да не забораваме, во најблискиот состав неговата гарнитура на власт има веќе тројца грци, што пак покажува еден одреден хендикеп. Кој ќе има сигурно влијание, кој велам ќе биде наш хендикеп во целина. Господин Никовски, благодарам што одвоивте дел од вашето време и бевте мој гост. Ми беше задоволство. Почитувани